Граѓаните на општина Струмица и јас како градоначалник на оваа општина сме силно потресени од синоќешното големо невреме што се случи во нашиот главен град, но и во неколку други региони во Македонија, кој според последните информации однесе повеќе од 20 животи, неколкумина се исчезнати, 70 на граѓани се повредени, а насомнено е дека водената стихија направила и огромна материјална штета. Нема ништо полошо од ваква природни катастрофи во кои страдаат невини луѓе. Струмица денес жали, како што жали и Скопје, како што жалат и сите градови и општини во Македонија. Сакам во оваа прилика да го споделам моето сочувство со семејствата на настраданите граѓани, како од мое лично име, така и од името на сите граѓани на општина Струмица. Посакувам вакво нешто никогаш повеќе да не се повтори. Апелирам до сите граѓани во овие тешки мигови да се воздржат од било какви препукувања по социјалните мрежи, јавно жигосување и барање виновници. Време за анализи ќе има. Сега е време да му се помогне на Скопје и скопјани, како и на населените места и нивните граѓани ширум цела Македонија, пред се во регионот околу Скопје, кои се најзагрозени од невремето. Сега е време за хуманост и солидарност кон сите семејства на настраданите и кон сите други семејства кои ги трпат последиците од невремето. За таа цел, на мој предлог, утре ќе се одржи итна седница на Советот на општина Струмица, на која би била донесена одлука за спроведување мерки и активности за собирање и испраќање помош до загрозените семејства и институции од Скопје и од околината, како и од Тетовскиот регион. Ја поздравувам одлуката на Сдружениото културно-забавен живот од Струмица за организирање на донаторска акција за собирање помош за семејствата на настраданите и загрозените од невремето, која ќе се одржи денес и утре наместо предвидените содржини од Струмица Опен фестивал, и ги повикувам граѓаните на општина Струмица да се вклучат во истата, покажувајќи ја на дело по кој знае кој пат својата хуманост. Сакам да се заблагодарам на Сдруженијето Мобилност, кој што исто така денеска беа предвидени со свој концерт, кој што благодарение и на нивна иницијатива, заедно сите совесно одлучивме дека е време за хуманост и солидарност, наместо за забава. Секако ќе има и други години и други прилики за вакви концерти, и на сите други учесници во програмата вечерва и утре вечер на Струмица Опен фестивал, за тоа што сите се солидаризира на еден начин, откажувајќи ги своите манифестации пред целиот овој струмички регион во правец на тоа дека поважно сега е да се помогне стварно на страданите, на семејствата на починатите наши сограѓани. Сакам исто така да информирам дека ме извести градоначалникот на Куманово, како и општина Струмица, но истовремено и градоначалникот на општина Центар. Сите три општини веќе донесуваат одлуки, ги закажуваат седниците на Советот на самите општини, ќе донесат одлуки за директно финансиска и материјална помош до семејствата на настраданите и до сите оние семејства кои што трпат последици и материјални штети од самите поплави.